Скопје, редно е да го представам овој циркус, персоналот на овој циркус наречен Легенда. Преку архивски снимки и фотографии, тетовскиот попрок состав Легенда, кој важи за синоним на едно убаво време, ќе добие музички документарен филм. Режиран е од Билјана Билбиловска и Гливор Кондоски од Тетово и е нивни подарок за членовите на Легенда и градот, кој би сведочил за влијанието на оваа група на македонската попрок сцена во 90-тите години. Направивме разговори со членовите од бендот, во кои тие раскажуваат и ги опфаќаат сите аспекти од нивното музичко делување, како на професионално, така и на приватно рамниште. Крајна цел на овој документарец е да врати спомени од едно убаво време. Веќе долго време зборувавме со Билјана дека треба да соработуваме и да направиме некаков тип на филм. Одлучивме дека тоа треба да биде документарен филм. И после долго време, откако разговаравме за попрок сцената во 90-тите години, одлучивме дека тоа треба да биде за македонскиот попрок состав Легенда. Документарниот филм е во телевизиски вид на форма, каде што членовите на групата преку интервјуа раскажуваат. Тука се вклучени и архивски снимки, снимки од нивните спотови. Фотографии, видеоснимки од настапи и гостувања во телевизии некогаш и интервјуа со некогашните членови на Легенда денес прави еден неверојатен спој на младост и ентузијазам, искуство и спомени. Легенда се реоформи 96-та и тоа случајно со бачелор друга. Ме викна на аудиција, му се допаднат како пееми, ме примел. Напишав песна под наслов 92 и учествувавме на тој попрок фестивал. Сега дали ќе биде добро или лошо, никој не го коментираше, тоа не беше воопшто битно. Значи он формира прави текст, го носи текстот. Текстот беше 100% со рима. Скришум, без да знаат други вечери на група Легенда, се припревим материјалот, си зеров касета, си ги ставив демо снимките, ставив текстот од 3 песме, знаем дека беше 92, беше Снежан и не знам уште на песна беше, некој синтиш. Колку не искористи на моја приказ на некога војска. Ја бев баш учесник, директор учесник, кој се растураше Југославија. Буквално се чувствував како рок-стар. Зошто? Затоа што имаше посебна екипа која носеше техниката. Кога ги снимавме вокалите со Пукан, веднаш отидов до мој куќа да работам на хореографија и всичко ми беше најголемиот притичач. Кога сето тоа беше смислено, кога викавме Пукан кај нада дома, ние го избавме. Премиерата на филмот Свет без граници е закажана за нареден месец во Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово. Што би рекла, казалиште све лако кад си млад, нели?